Уште една Елена во студио. Да. Две Елени. Па така и се запознае, сигурно са истото име. Да, но ако веќе зборувавме за спортот, сега ќе зборуваме малку повеќе за културните и креативните индустрии кај нас. Нешто што е познато на македонскиот пазар како настан кој што се случува со години наназад, не очекува новото издание на сајмот на креативни индустрии на 25 и 26 ноември, тоа е понеделник и вторник, а денес овој петок ете во пресред на сето тоа што ќе се случува, рете да најавиме што секи имате можност таму да проследите, да бидете дел од настаните, заедно со Елена Бојаджиева Цветковска. Ви откриваме во продолжение. Уште една Елена, добре ми дојде. Добре, најдов. Утро со тебе. Да, петоков ви е со Елени. Нека биде само добро и позитивно, така велиме. Супер. Како е периодов со оглед на тоа што на само 2 дена сме пред официјалниот старт, не очекува богата програма, можеме да почнеме со нели што се ќе се случува или што се ќе имаат можност нашите гледачи, оние кои што ќе одлучат дел од своето време да го потрошат токму таму на сајмот на креативни индустрии, што се ќе понудите оваа година. Богам имате доста водечки регионални европски експерти кои што ќе бидат присутни. Морам на почеток да нагласам дека паралелно со сајмот припремаме интернационален форум на креативни индустрии што се случува во исто време на исто место, значи 25 и 26 во лабораториум, еден нов простор кој што навистина да инспирира и е многу креативен, така што организацијски е навистина предизвик, затоа што се различен тип на настани. Изложувачите се, да речеме таа креативна заедница, додека сите овие говорници што доаѓаат од цела Европа, од Обединетото кралство. Тие се дел од форумот, така? Тие се дел од форумот. Тие се дел, тоа е баш онака формален дел кој што се занимава со културни и креативни политики, додека изложувачите се класично сајмско изложување, имаме над 50 изложувачи. Фантастично, и вакви активности претпоставам дека во светот се многу актуелни и атрактивни. Одлично што имаме всушност и ваква платформа. Меѓутоа сериозно, четврт меѓународен форум на креативни индустрии во Скопје, меѓутоа повеќе како што велиш од 30 водечки регионални европски експерти да ги букираш на едно место во овие два датуми, претпоставам дека за тоа бара логистика и подготовка месечно. Секако и поддршката од донаторите е многу значајна, значи оваа година ги имаме УНЕСКО, Министерството за култура и туризам, Британскиот совет и КЕА од Брисел. Значи без таков тип на донација, поддршка едноставно не може да се случат ваков тип на настани. Елена, може да споделиме за форумот кој што го споменавме, а потоа и за останатиот креативен дел. Марко сподели бројни говорници кои имаат можност да ги изнесат своите претпоставувам успешни приказни и да мотивираат многу други, да дадеме дел од имењата, да мотивираме дел од граѓаните, нели, зашто треба да дојдат и да бидат дел и од целиот настан генерално, но најмногу нели можеби ќе им биде примамливо некое звучно име, па ќе сакаат, ќе имаат причина плюс да дојдат. Апсолутно, имаме 5 панел дискусии. Нешто што е вака поспецифично, што има баш онака приказна во целата ситуација, што би било интересно за гледачите, е четвртиот панел, каде што се зборува за хабови, тоест трансформирање на одредени згради во креативни центри. И тоа е нова терминологија која што се користи доста. Да. Па дали ќе го кажеме креативен центар, хаб, coworking space, од прилика тоа е тоа. Доаѓа директорката Ана Илич од Белград. Тоа е еден нов креативен центар, огромна инвестиција, се отвара оваа пролет, се вика Ложионица, тоа е бивша топлоцентрала. Така што тоа е многу интересно излагање, што е убаво и да се види и да се чуе. Доаѓа Бранислав од Котор, кој што ќе зборува за креативен хаб кој што е трансформиран од бившиот затвор во Котор. Така што тоа навистина одлично изгледа. Каква инспирација. Да, келиите се зачувани такви како што се и сето тоа. Јас имам чувство дека барам на Балканов, така од некои стари безживотни простори, некако им се враќа животот токму со вакви креативни центри или coworking space, односно место каде што можат голем дел на луѓе да функционираат и да работат. Дали овој тренд Елена и кај нас? Некако се отворија и кај нас, нели, вакви простори. А бога ми се уште да речеме така запуштени. Но да, ете, каква е свеста или можеби трендот кај нас? Одиме ли во нагорна линија? Одиме ли кон подобро во тој поглед? Да, јас сум секогаш оптимист и стварно верувам дека одиме, особено развојот на креативните индустрии последните години баш онака се апгрейдува, да. Секако за нешто да процвета мора да има поддршка институционална на државно ниво, стратегија разработена за тоа да функционира.
Верувам дека лабораториум е еден одличен таков пример. Да, Центарот Јадро исто така што се надевам дека во иднина ќе имаме многу такви простори кои што се реадаптираат. Мислам дека и младите некако ги препознаваат, да. Ослободуваат дополнително во поглед на работата, се помотивирани, поамбициозни. Да, тие простори нудат една спонтаност. Да. Каде што можат пасионирано да работат и да се онака без притисок, да се меѓусекторски да се поврзуваат исто така. Нема ништо побаво кога вакви, да речеме, некои запуштени објекти добиваат една своја нова емоција, нова димензија и рекалибрација на просторот. Инаку или на форумот и понатаму, да се истакне улогата на културата и креативноста и слично тоа ќе биде некако можеби и фундаменталното нешто во целиот. Да. Имаме гости, измив да кажам, од Португалија кои што ќе зборуваат за геймификација. Тоа е еден нов начин на пристап каде што гейминг индустријата се користи во образовни цели, во едукативни цели. Тоа се малку поразличен вид на видеоигри кои што се користат за добро. Во едукација, во медицина, во научно-истражувачки цели. Така што навистина имаме онака палета на говорници кои што се одлични. Господинот Артур Легал доаѓа од Брисел, од центарот на тоа каде што се креираат на некој начин тие културни политики. Ајде сега ќе се навратиме на сајмот на креативни индустрии, односно делот каде што ќе бидат изложувачите и што нели се ќе може да се види. Ние утрово го споменавме професорот Анис Сефиданис, кој што го имавме и во утринската. Некако познат, доста е популарен изминатиот период со оглед на тоа што и летово нели некако беше представен за целата македонска јавност првиот хуманоиден робот Алшар, кој што ние така на шега велиме си живее во Охрид, но еве сега од Охрид ќе допатува и во Скопје. Тоа е можеби еден од имињата, но може да споделиме и откриеме и некои други вака позначени моменти кои што исто така ќе верувам придонесат за поголема публика и посетеност. Да, навистина господинот Анис Сефиданис е и дел од говорниците и на форумот, така што убаво се комбинираат двата моменти. Нешто што за мене лично е вака инспиративно е escape room-от кој што се гради внатре во самиот лабораториум, значи тоа е една соба каде што се извлечете од така. Тоа требаше, ако се сеќаваш пред неколку години го имавме како прилика сакавме, ама е многу интерактивна ситуација за посетителите. Тоа се гради всушност од ќе биде адаптирано во лабораториум. Да. И внатре ќе има загадки од играта Авантурите на Брајан Фишер. Тоа е една игра комплетно направена во Македонија и првата игра синхронизирана на македонски јазик. И навистина е фасцинантно кога ќе започнете да играте да слушате македонски јазик. Фантастично. Еве да им појасниме, тоа е всушност игра во која што група влага, да речеме, деца, најчесто, макар што се случува да и доста и повозрастните, и треба да најдете клуч алатка каде што треба да излезете токму од собата. Да. Тоа е една од онака навистина еден инспиративен проект што ќе биде таму. Имаме VR искуство каде што ќе може да се погледне Хераклеја преку VR очила. Тоа е тој момент каде што има меѓусекторска соработа. Значи се поврзува културното наследство со новите технологии. Имаме представување на многу училишта годинава. Училиштето Нова, Саба, Михајло Пупин, Земјоделски факултет, ФЕЙ. Тоа се училишта кои што сами се превуваат или на Новој Саем или можеби праќате покана до грото од училиштата ширум земјава, па оние кои што можат да одговорат се пријавуваат? Тоа е одлично прашање, значи имаме ни отворен повик каде што се пријавуваат и многу мали бизниси, затоа што не сакаме да ги изоставиме, им даваме шанса. А и на нив им треба поддршка. Простор, поддршка, бидејќи учеството е бесплатно, а и влезот е слободен. Меѓутоа, во текот на годината ние мапираме проекти кои што нас лично ни се допаѓаат и мислиме дека се важни да се видат затоа што годинава е акцентот на иновацијата и на тој начин им пристапуваме и кој е слободен, кој може прифаќа и доаѓа. Така што и вие знаете да адресирате овој пат дека до сите почитувани креативци, визионери, иноватори, уметници, дека ова е буквално простор за вашето иновативно решение на Креатив Експо 2024. Да, апсолутно. Јас сакам да кажам дека имам изложувачи, не знам, што изложуваат чоколади и роботи. Така што бидејќи гастрономијата е дел од креативната индустрија. Кога е креативноста во прашање, мислам дека тука нема граници од една до друга сфера и тоа е убава можност, нели на едно место сите тие крајности да се сретнат и убаво спомени ти пред малку, контактите се многу важни затоа што еден ќе се најде со друг и еден бизнис ќе се поврзе со друг сектор и понатака тоа може само да резултира
позитивно. Ги споменавме средните училишта и универзитетите, генерално учениците, сакам да кажам, да го споменеме и проектот Модата за секогаш, кој што е нели во соработка со шведската амбасада. Зашто станува збор? Да, тоа е еден проект на модни дизајнери каде што имаме реупотреба на различни модели или парчиња кои што остануваат, се реупотребуваат, повторно се создаваат нови модели. Тоа е една изложба која што ќе биде токму тука представена по втор пат. Како се прави финалниот избор на учесниците? Во суштина имаме еден совет, што го викаме ние, на Унијата, затоа што сепак Умпаќ е Унија на 9 асоциации. Годинава се приклучуваат уште 2, тоа е Македонската гейминг асоциација и Парагон СМК, тоа е најголемата стрип заедница. Така што многу мал број се одбиени ако воопшто не соодветствуваат тие проекти на сензибилитетот или карактерот. Да. Именно, супер. Споменавме бесплатно. Да. Па да им нагласиме на нашите гледачи од колку часот ги отворате вратите во лабораториум, понеделник и вторник, бидејќи чинам дека по цели денови ќе бидат активностите, така што луѓето кои што имаат работни обврски ќе можат веројатно и после работа да поидат и да погледнат нешто, но најважно е да потенцираме дека сите активности се бесплатни и дека се што ќе се случува ќе можат буквално да дојде секој да тестираат на штандови, значи понеделник од 10 до 18 часот и вторник од 10 до 16 часот. Тоа намерно го ставаме во работни денови затоа што организирано доаѓаат училиштата. Тоа е нашата намера, најмладите да пробаат да тестираат, да видат, да се инспирираат и да бидат во иднина дел, можеби, од таа креативна заедница. Тебе, Елена, што ти беше најфасцинантно оваа година, со оглед на тоа што со години се делат настанот и веројатно прва ги гледаш сите овие креативи што допрва ќе се презентираат. Меѓутоа, вака нешто што ти остави впечаток од оваа година или можеби од минатите изданија? Оставам да се изненадам од два проекти годинава. Едниот се вика Human Traces, доаѓа од Белгија. Се работи со некои сензорни камери, па луѓето можат да движат и сето тоа да се прикажува на видеобим, ќе видиме како изгледа тоа. И еден AI проект Recreating the Icons, тоа е од македонски автори кои што оживуваат ликови од историјата. Да видиме кои ликови ќе ги оживеат, можеби од македонската историја, предпоставувам. Кога спомена останало да се изненадам. Фантастично, мислам, самото експо секаде во светот нуди вистина бројни фасцинантни моменти, така што еве ќе ги поканиме 25, 26 и првиот и вториот ден започнува од 10 часот. Уживајте во лабораториум, едно неповторливо искуство и сериозно стана убав центар во Скопје кој што му дава дополнителен некако зачин на цело тоа можеби шмек целото градско живење. И фала ви што во ова сивило од град понекогаш придонесувате со вакви убави настани, сериозно. Да, па мислам дека идејата на креативците е да помогнат во моменти кога они основни решенија не помагаат и практики, така што Супер. Така што уште еднаш, драги наши пријатели, време е за четвртиот меѓународен форум на креативни индустрии во Скопје и секако саемот на... Ако не слажам, 24-то издание на саемот. Четврто. Четврто направи 2 децени постојано. Ке бев многу постара ако е 24. Со двојка. Како да, ве каниме викендот така одморете, па понеделник, вторник имате задача да си појдете да уживате во едно вакво бесплатно креативно експо што се вели во центарот на Скопје. Елена, благодарам и би посакала и 24-то издание да доживеете. Да, и јас би посакала, па и после 20 години. Да.